Деновиве во тек во Центар е акцијата Центар не чека, Центар чисти. Акција за почиста околина. Што се случува во општина Центар на оваа тема, но и на се друго што е актуелно, а има многу актуелни работи, ќе зборуваме со првиот човек на општината, Горан Герасимовски, градоначалникот на општина Центар. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Ајде да почнеме со ред. Што се случува во Центар? Многу работи, меѓу кои грижата за хигиената, која што е проблем не само во општина Центар, туку во сите скопски општини. Секојдневно се соочуваме со неисчистен смет од страна на комуналното предпријатие за хигиена. Решивме да не ги префрламе топките, односно раскажуваме чии се ингеренциите, туку да ги земеме работите во своји раце. И покрај нашите улички, кои што се наша ингеренција и должност, мораме да се справуваме со отпадот и на локации кои што не се наши, односно собирање на смет околу, па дури во делот од преполните контејнери во делови на општината, пак ќе кажам не секаде, во делови на општината. Со истиот проблем се соочуваат и останатите градоначалници, но сега за сега не гледам да реагираат на проблемот. Ние изминатите неколку недели решивме да целосно сами отстрануваме све што можеме се отстране од страна на нашите служби. Јавното комунално предпријатие, кое што е во надлежност на градот, упати демант дека не е точно дека општина Центар чисти на нивни улици, туку тоа што требало да е општинско, таму се чисти. Граѓаните гледаат, граѓаните знаат што се случува. Денеска повторно имавме слична слика, Кале, Крњево и уште неколку населби каде што не беше подигнат сметот од страна на јавното предпријатие и нашите служби повторно излегува на терен. Они се континуирано, постојано на терен, но ги решаваат и нивните проблеми. Да, подземните контејнери не се во надлежност на општината. Сите контејнери се под ингеренција на град Скопје. Ние немаме како општина механизација за подигнување на контејнерите. Ние како општина, и поголем дел од општините имаме по неколку возила. Так. Вклучувајќи и цистерната и возила за чистење на улиците. Но немаме механизација за отстранување на сметот од контејнерите. И не е наша должност ниту ингеренција. Успеавте да исчистите и неколку диви депонии направени на територија на општина Центар? Да, континуирано се чистат дивите депонии. Во моментов се расчистува една поголема депонија после повеќе од 30 години. Кога искочивме на терен, дел од жителите вика не, само дојдовте и ќе си отидете за ден-два. Но чистењето трае веќе четврти, пети ден, каде што нашите служби со повеќе возила и механизација, но и вработени отстрануваат шут во близина на трговскиот Буњаковец, до непосредна близина на основното училиште Јоха Хајрин Песталоци. И таму ќе се направи уште неколку дена, исто ќе трае самата акција. Сакаме да целата територија убаво ја исчистиме после повеќе од 30 години и просторот го пренамениме делумно за паркирање, за да се зголеми капацитетот и бројот на паркинг места за потребите на жителите. Кога сме веќе кај ваквите активности, да споменеме дека деновиве имавте и акција за подигање на хаварисани возила паркирани на паркинзите во општината? Да. Од 15 почнуваме и со акција за кабаст, собирање на кабаст отпад. Ги повикуваме жителите да кабастиот отпад не го оставаат покрај контејнерите, поради тоа што ни прават дополнителни проблеми на дел од нашите вработени. И затоа ќе се направат овие акции за собирање на кабаст отпад, кои ќе траат од 15 до 20, но ќе се повторуваат и следните месеци. Во делот на хаварисаните возила, веќе неколку месеци наназад најавивме самата акција која што отпочна. Прво се детектира бројот на хаварисани возила и секој ден бројката расте. Нашите комунални инспектори се на терен за да детектираат, ставаат налепници, ги повикаат сопствениците да ги отстранат истите. Добро тече акцијата, целта ни е да ги ослободиме и така малиот број на слободни паркинг места во општина Центар, за жал, кои што се узурпирани од возила кои што не се поместени со години и обраснати со трева. Некои служеа за
преноќување на бездомници, некои служеа за чување на роба и така натаму, но правеа огромен проблем на жителите. Одлично тече акцијата, јас континуирано заедно со директорот на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, излегуваме на терен да видиме како се спроведува истата. Граѓаните имаат повеќе можности да јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар со согласност од собствениците на возилото го пренесе директно во депонија истото, каде што собственикот ќе се наплати за возилото, доколку не се согласат, ние ги носиме во нашето депо, но сега набрзо и со законските измени имаме можност да преку лиценцирани компании ги доставиме возилата и истите да си ги третираат. Целта ни е да што побрзо го решаваме проблемот со ваквиот тип на возила кои што со децении стојат на паркинг просторите на територија на општината. Верувам дека има уште многу работи, но со оглед на тоа што имаме едно ограничено време за разговор, сега ќе преминеме на една друга тема која што исто така е многу важна. Вие покренавте една иницијатива во рамките на ЗЕЛС за општокорисна работа за малолетните вандали, оние кои што ги ја уништуваат урбаната опрема во општините. ЗЕЛС практично едногласно ја прифати вашата иницијатива и се очекува ова да биде спроведено во една законска регулатива. Да, искрено ми е чест што колегите од управниот одбор на ЗЕЛС ги препознаваат добрите иницијативи кои што се од големо значење и интерес на граѓаните. Една од досегашните, последна е иницијативата за општествено корисна работа со проблемот со делот млади деликвенти со кои се соочуваат и општина Центар и останатите општини во минатото, бараме начин како да го решаваме. Се сеќавате на оној украден багер, па уништена, односно штетено возило, уништување на детски спортски игралишта, па имавме крадење на опремата на хигиеничарите во општината. Решивме да преку одредени мерки бараме начин како да го стопираме се ова. Многу е тешко целосно да го искорениме, но добро е да се направиме неколку чекори за да конечно почнеме да го стопираме истото. Што ни е целта? Да преку општествено корисна работа малолетните деликвенти, односно оние кои што имаат уништено дел од урбаната опрема, да заедно со родителите фарбаат клупи, менуваат лјачки, си ја купат опремата која што штетиле, зашто да трпат сите граѓани и се трошат општински средства, односно граѓански средства за реконструкција постојана на неколку месеци и обновување на детски катчиња, кога може да го наплатиме од оние кои што го уништуваат истото. Што се должни останатите жители да трпат ваков вандалски однос од делот малолетниците и не е само уништувањето, туку и нарушувањето на јавниот ред и мир во ноќните часови во одредени мала. Постојано повикуваме ДОМВР да има што поголем број на полициски контроли за сето тоа заедно да го стопираме. Вродува со плод, чест ме, односно сум задоволен што иницијативата беше вземена во предвид и се реагираше за истата. Потребни се неколку законски измени за да може истата да профункционира, но одлично пројде во јавноста и верувам дека преку ЗЕЛС и владата ќе ја вметне во нови законски измени кои што за брзо време ќе бидат спроведени. Знаете какви беа реакциите на граѓаните кога ЗЕЛС излезе со соопштение дека иницијативата се прифаќа затоа што сите градоначалници без разлика дали се тоа во Скопје, скопските општини или низ Македонија, горе-долу го имате истиот проблем. Реакцијата на граѓаните беше конечно заеднички да се профункционира кога имаме ист проблем сите, ако заедно делуваме, само така може да успееме. Токму така и можам слободно да кажам дека соработката на управниот одбор на ЗЕЛС е одлична со сите градоначалници без разлика на политички партии и слично. Доколку ние меѓусебно не се поддржуваме и не соработуваме, на крај страдаат граѓаните. Нас не е целта и за тоа сме избрани, да направиме што подобри услови за живот на нашите жители. И не е само прва иницијатива и не е последна.
Одлично пројде во јавноста, меѓу родителите, меѓу учениците и оние мерки кои што изминативе неколку месеци се спроведуваат во општината. Тоа е отстранување на мобилните телефони во училиштата и во образовниот процес од почеток до крај на часовите. Дополнително класниот час да повеќе се говори преку презентации и посочување на класните раководители во делот на меѓуврсничко насилство, сајбер насилство, другарство, што се случува во текот на неделата. Јас лично присуствував на неколку класни часови каде што се отворија многу интересни дискусии, каде што делот учениците почна да раскажуваат како они биле дел од мобингот и како тоа набрзо се решавало. Значи, за овие теми треба многу да се разговара, треба многу да се работи, а ние како општина превземаме одговорност, односно преку многу повици, многу проекти и работилници да се ова го намалуваме и да не биде појава во општината. Бев гостин во училиштето Кочо Рацин пред неколку дена, меѓу мерките и дежурство на учениците. Ме пречека двајца наши ученици на портата, односно на влезот во училиштето. Целта ни е да знаеме кој влегува и излегува од училиштето. Дополнително имаме препорака, гледаме што се случува на TikTok и како учениците се самоповредува и затоа имаме насока да самите наставници одвојуваат повеќе време и посветат внимание во делот на големиот одмор внатре и надвор од училиштата и бидат заедно со учениците. И не само за учениците, и за најмладите жители на општината се грижите и за повозрастните, тоа го докажавте неколку пати, со најразлични активности. Последната е она соработка со Црвен крст и воведување на итното копче за возрастните жители на општина Центар кои што живеат сами, да им се пружи правовремено помош во вистинскиот момент. Да, имаме доста проекти за повозрастните, како што напоменавте и за помладите, но и сега ќе поразговараме и за нашите повозрастни жители. Центар се грижи за возрастните, исто така одличен проект кој што неколку години го спроведуваме. Целта ни е, односно финансиите и можностите ни се да ги посетиме 90 семејства на повозрастни наши лица, каде што имаат потреба од физиотерапевт, од помош во домакинство, до купување на лекови, плаќање на сметки и заедно со Хуманост, во соработка со Хуманост, одлично оди и тој проект. Неколку пати во текот на неделата се посетувани нашите повозрастни жители за да им помогнат во спроведување на сите овие работи. Со Црвен крст, да, последна активност е итното копче. Одлична активност која гледам дека добро се спроведува и во неколку други општини. Се поставува алка, се поставува како рутер во домакинството, кој што користи доколку има потреба возрастното лице да контактира, односно да биде префрлено во болница, да му биде измерен пулс, да му биде пружена прва помош или слично, преку итното копче да ги повика Црвениот крст, а истите му скочат во пресрет. Имаме исто така одлична активност заедно со Црвениот крст, а тоа е пренос на возрастни лица до болници. Таа е веќе од минатата година и одлично се спроведува на територијата на општината. Трета година поред, на крајот на годината, одвојуваме финансиски средства за еднократна финансиска помош од 2500 денари на нашите пензионери во општината. Ги отворивме сите по барање на пензионерскиот клуб, сите пензионерски клубови низ општината, има веќе 8, кои што одлично функционираат и одлична можност да се дружат нашите повозрастни жители. Доделуваме еднократна социјална помош, не дај Боже помош за болест, операција и слично. Многу проекти за возрастните кои што од година во година ги подобруваме и продлабочуваме. Знам дека има уште многу проекти за кои што не стигнавме да позборуваме, но нашите 15 на минути предвидени за разговорот некако ги потрошивме многу бргу. Ви благодарам за гостувањето. Ќе се видиме во некоја следна прилика сигурно. Ми беше чест, благодарам на поканата. Има уште многу теми, така да стоиме на располагање да повторно се видиме и разговараме на најразлични теми.